Добар ден, вие ги гледате вестите во 18 часот, ова се настаните на денот. Западно-Нилската треска ја зема и 6-та жртва. Почина 72 годишен скопјанец од аеродром. Вирусот потврден и кај мртов гавран во Ресен. Е показател на локална циркулација на вирусот на западно-Нилска треска. Владата не отстапува од изградбата на дата центри. Преговараме, јавно ви кажувам, со најмалку 5-6 потенцијални инвеститори. СДСМ обвинува дека ќе ја загрозат струјата и водата. Како овие проекти ќе влијаат врз природните енергетските ресурси во државата. Дата центрите стратешка инвестиција или нов товар за струјата и водата. Експертите со став дека ако се добро осмислени, нема да има ризици. Во Грција, во Бугарија, во Србија веќе се градат големи вакви центри. Почна примената на владината мерка училишна кошничка. За 10% поевтини училишниот прибор. Ќе ги контролираме сите книжари и сите маркети. Хималајското цунами остави пустош во Непал. Стотици мртви и илјадници исчезнати, меѓу нив и странски туристи. Западно-Нилската треска ја зема и 6-та жртва во Македонија. Станува збор за 72 годишен маж од Скопски аеродром, кој пред 15 дена бил примен неинфективна, во многу тешка здравствена состојба. Уште 5 пациенти се во критична состојба, а заразата е потврдена и кај мртов гавран пронајден во Ресен, потврди министерот Клековски. Сања Трајковска-Ставров ги има информациите. Западно-Нилската треска продолжува да зема данок во животи. 6-та жртва на вирусот е 72 годишен скопјанец од аеродром, кој по 3 недели откако бил хоспитализиран и поради критичната состојба ставен на апарати за дишење, ја загуби битката, потврдува директорот на инфективната клиника доктор Фадил Цана. Во моментов 18 пациенти се во болница поради сериозни симптоми на западен Нил, односно воспаление на мозокот и мозочните обвивки, и сите клинички се сметаат за потврдени, иако за неколку мина од нив се чека лабораториска потврда. 5 мина од нив остануваат критични и се на респиратор. Инфектолозите сметаат дека тоа што лани има евидентирано само двајца, а годинава 50 на случаи на западно-Нилска треска се должи на тоа што вирусот годинава засилено циркулира во земјава. Смртноста кај овие пациенти се зголемува како што е и возраста понапредната. Така што за тоа што имаме тешки случаи, тоа не значи дека отстапуваме од другите земји, туку сме во склоп на тие проценти кои се научно веќе потврдени. Не сме имале толку многу? Не сме имале затоа што не било толку присатен вирусот. Сега како што е повеќе присатен и повеќе циркулира, нормално дека се очекува да бидат и бројките поголеми. Потврда дека вирусот е присутен таму и каде што досега нема евидентирано ниту еден случај е гавран со западно-Нилска треска пронајден угинат во центарот на Ресен, во паркот покрај општината. Здравствените власти велат дека и таму ќе се прска против комарци засилено, за да се спречи епидемија. Гавранот е генерално стационарна птица, значи не е птица преселница и пронаѓањето на мртов гавран може да укаже на показател на локална циркулација на вирусот на западно-Нилска треска. Ние веднаш го известивме Центар за јавно здравје Битола и градоначалникот на општина Ресен да направат ревизија на плановите за прскање за комарци и да пристапат кон прскање по индикации. Во Ресен ќе бидат активни мерките за предпазливост, што освен прскање против комарци вклучува и засилен надзор од страна на матичните лекари, кои веќе ќе ги имаат упатствата од Министерството, рано да препознаат дека воспалението на мозокот кај одреден пациент е предизвикан токму од вирусот Западен Нил.
Владата не одстапува од намерата за изградба на дата центри во земјава. Премиерот Мицкоски откри дека се преговара со најмалку 5 потенцијални инвеститори, меѓу кои една голема мултинационална компанија, и дека разговорите ќе продолжат. Обвинувањата од опозицијската СДСМ дека дата центрите ги ставаат во ризик водата, струјата и земјоделството ги оцени како тотално непознавање од нивна страна. Јана Јосифовска со повеќе детали. Владата ништо не прави тајно, ниту преговара под маса, но нема да се откаже од стратегијата за изградба на дата центри, порача премиерот Христијан Мицкоски. Според него, ова е иднината на светот и прашање е дали државата ќе го препознае моментот. Се што се прави ќе биде јавно и транспарентно, уверува Мицкоски, а во моментов владата преговара со неколку потенцијални инвеститори за изградба на дата центри, изјави премиерот. Апсолутно остануваме на таа стратегија како влада. Овие, впрочем, проекти се во таа насока, да преку газ се изградат гасни централи кои што ќе произведуваат електрична енергија, која што подоцна електрична енергија ќе се користи во овие дата центри. И преговараме, јавно ви кажувам, со најмалку 5-6 потенцијални инвеститори. Меѓу нив е и голема мултинационална компанија. И нема да отстапиме од тој чекор, ни милиметар. Од СДСМ пак и денеска ја обвинија власта дека под радарот турка изградба на дата центри за профит и со тоа, како што велат, ги става во ризик водата, струјата и земјоделството. Се прават дилови за профити, додека се крие од јавноста какви обврски се превземаат и како овие проекти ќе влијаат врз природните енергетските ресурси во државата и земјоделството. Овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Прашањето е и за огромната количина на вода, која што ќе ја користат дата центрите, кои што организираната криминална група на ВМРО ги турка под радар за профит. За коментарите од опозицијата, премиерот Мицкоски вели Фројд работел кај нив, а нивните критики ги оцени како неточни и целосно непознавање. Тоа што го слушам представува тотална невистина, незнаење, непознавање и понекогаш и се срамам што тие луѓе што ги испраќаат тие пораки имаат политичка тежина и водат политички партии. Замислете да не е вештачката интелигенција или податочните центри или дата центрите, како би изгледал денеска бруто домашниот производ, да речеме, на Соединените американски држави. Зарем Nvidia, Amazon, SpaceX, OpenAI, мултинационални глобални компании, чии што брендови тежат трилиони или јадници милиарди, би постоеле денеска, ако на било каков начин тие ги доведуваат квалитетот на животот на граѓаните под знак прашање. Во однос на проектот во Пехчево, премиерот Мицкоски повтори дека тоа е приватна иницијатива и предлог на нацрт урбанистички план, а тука државата според него нема никаква улога. Реагира од СДСМ. Оттаму бара да се објави името на мултинационалната компанија, условите и локациите каде е планирано да се градат дата центри. Мицкоски тврди дека се ќе биде јавно и транспарентно, а во исто време признава дека преговара со 5-6 потенцијални инвеститори и дека една од нив е голема мултинационална компанија. Но името, условите, количините на струја и вода што ќе ги трошат, локациите и гаранциите за граѓаните остануваат зад завесата. Ова не е стратегија за развој, ова е обид да се прикрие дека и овој пат се работи за истиот модел. Ресурсите на државата, струја, вода, земја, да се стават во функција на странски интереси, додека домашните граѓани остануваат без одговори, се наведува во соопштението од СДСМ. А што представуваат дата центрите и дали може да предизвикаат енергетски ризик? Според деканот на Финки Петре Ламески, инвестициите во дата центри се стратешки и државен интерес. Сепак тој вели дека при нивната изградба клучно е добро да се планира потрошувачката на струја и вода. Посочи дека такви капацитети веќе се градат и во земјите од регионот. Анализата ја има Андријана Лазова Божиновска.
Изградбата на дата центри е од државен интерес за Македонија. Секоја висока технологија во иднина ќе биде зависна од нив и доколку создадеме сопствена база ќе ги елиминираме безбедносните ризици на податоците, оценува за Канал 5 деканот на Финки Петре Ламески. Според него во ера на напредна вештачка интелигенција воопшто не треба да има дилема за овие инвестиции. Единствено вели треба да се направи добра стратегија за потрошувачката на струја, како клучен ресурс за работата на дата центрите. Имањето на собствени дата центри на територијата на државата гарантира до некаде суверенитет над собствените податоци. Овие дата центри се градат секаде во светот и ќе се градат. Доколку ние немаме собствени капацитети, ќе бидеме увозно зависни и ќе мора нашите податоци да одат некаде во странство да се процесираат и да се враќаат, и тоа е безбедносен ризик и ризик по внатрешните капацитети за иновација, не става под ризик и на индустријска шпионажа. Веќе е државен интерес да имаме и ние вакви дата центри на нашата територија, секако тоа да биде направено со добро планирање на енергетските ресурси и со добро менаџирање со отпад. Дата центрите се објекти во кои се сместени голем број на моќни компјутери и сервери кои чуваат, обработуваат и разменуваат огромни количини податоци. Ламески вели дека тие трошат струја како големите компании, но секогаш постои опција за снабдување од обновливи извори за да не се загрозат постојните количини со кои располагаме. И во однос на водата смета дека нема простор за загриженост, бидејќи тие може да користат така наречени затворени системи кои не ја доведуваат во опасност животната средина. Во зависност од големината тие знаат да бидат потрошувачи на електрична енергија во ранг на една поголема фабрика. Како таков објект мора добро да се испланира мрежната инфраструктура за снабдување со електрична енергија и овие дата центри користат електрична енергија и за самото процесирање, меѓутоа исто така треба да трошат електрична енергија и за нивното ладење или да користат вода која што во помодерните системи е затворен систем кој што овозможува помали загуби, или да имаат некои од помодерните енергетски ефикасни решенија, каде што топлината од дата центрите која што се ослободува се реискористува во некои други процеси. Изградбата на дата центри не е нова, ниту пак сме единствени во намерата, потенцира Ламески, кој вели дека многу држави од регионот и светот веќе ги користат и ги надградуваат. Во Грција, во Бугарија, во Србија веќе се градат големи вакви центри како државни, во Грција има и приватни инвестиции, ќе се градат и приватни дата центри, нели кога зборуваме сега за дата центри, зборуваме за оние дата центри кои што ќе се користат и за вештачка интелигенција и тие бараат и поголеми енергетски ресурси. Романија планира во стотици мегавати вакви дата центри да се градат исто на нејзина територија во наредниот период и мислам дека и Словенија исто така планира такви капацитети, се градат и во Хрватска, сите држави од регионот ги градат, во Европа веќе има изградено или се градат, нели Америка, Кина веќе имаат огромни вакви капацитети, дури се надпреваруваат во тоа кој ќе има поголеми капацитети. Власта пред неколку месеци ги изгласа измените на Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање, со што дата центрите стана објекти од национално значење и е воведена забрзана постапка во која стручна ревизија и јавна анкета не се задолжителни. Избегната катастрофа во Тетово. Пожарот засега ставен под контрола. Се гасне и од воздух. Избегната е голема катастрофа. Овој пожар имал потенцијал да направи голема беја затоа што наоколу има многу куќи. Јавното обвинителство со самокритика не доволно работело, а довербата на граѓаните останува ниска. Годишниот извештај за работата на обвинителството предизвика и политички кавги во собранието. Опозицијата обвинува за непроцесуирање на случаи. Власта повикува на ефикасност, а обвинителите се жалат на недостиг од кадар. Седницата ја следеше Михајло Видимлиски. Нема подобри резултати во работата на јавните обвинителства во 2025 година, иако бројот на обвинители бил зголемен за речиси 10%. Ова го констатира самото јавно обвинителство во годишниот извештај за работата, кој пред Собраниската комисија за политички систем го презентираше обвинителот Златко Биковски, наместо државниот обвинител Ненад Савески, кој поради работни ангажмани бил спречен да присуствува на седницата. Дали сме ја подобриле перцепцијата за довербата?
мислам дека е подобрена, меѓутоа не е на нивото на кое што треба да биде и далеку од тоа што бил. Тоа е рак рана за сите нас, најмногу нас не боли, се должи на повеќе годишно и подолг период занимарување во извршувањето на функцијата на јавните обвинители, не дека тие не работеле, туку недоволно работеле. Искреноста во извештајот за слабостите во функционирањето на обвинителствата беше пофалена од дел од пратениците, но и повод за кавги околу процесуирање на некои од предметите. 2 случаи на организиран криминал имате каде што во прашање се високи функционери. 2 вие против функционера од ВМРО ДПМН и од Социјалистичка партија. Вие немате се уште против функционери на Социјалдемократскиот сојуз. Каков е овој начин на разговор овде во собранието? Треба да има боја тој што е виновен. Или вие правите таква? Дајте ни луѓе, ви чекаме 2 години да ги затворите. Недостигот на јавни обвинители и потребата од пополнување на испразнетите места како главен проблем во обвинителствата беше посочени во извештајот за работата на Советот на јавните обвинители, кој го презентираше председателот на ова тело Башким Бесими. Планот за реформа на проширувањето на Европската Унија не носи нови критериуми за членство, уверува премиерот Мицкоски. Дали постепената интеграција може да донесе механизам за заштита од нови билатерални условувања, анализираше Афродита Рамос. Не се предвидуваат нови критериуми за членство во Унијата во планот кој еврокомесарката Марта Кос го представи пред конференцијата на амбасадори во Загреб, вели премиерот Христијан Мицкоски. Тоа што е наша обврска надвор од билатералните услови ќе го испорачаме и ќе бидеме најдобри во тоа, уверува тој. Нема нови критериуми кога станува збор за пристапување кон Европската Унија на земјите кандидати, сега за сега. Ќе видиме што ќе се случува понатаму. Има неколку предизвици кои што стојат на располагање и се пред нас не само како држава, туку и на самата Европска Унија. Планот на Кос за сеопфатна реформа на проширувањето за Македонија подразбира етапен процес на интеграција, каде од нас се бара целосна усогласеност со европските политики и активно исполнување на реформската агенда, оценува аналитичарот Тони Поповски. Според него, не се работи за предлог кој предвидува така наречено членство од втор ред, туку како што вели, се нудат можности за постепено интегрирање до финалната цел, подготвеност за полноправно членство. Европската комисија прави напор да формулира еден концепт кој би овозможил некакви заштитни механизми во услови на така наречено постепено интегрирање на државите кандидати за членство. Истовремено, значи, се тангира и процесот на одлучување, од причина што комисијата смета дека на тој начин би се зголемила ефикасноста во носењето на одлуките, што за нас е особено значајно, бидејќи, како што сите ние знаеме, значи не само нашата држава, туку има процеси каде што постојат тенденции за билатерални условувања. Според Поповски, иако за нас новиот план нема да го промени условот за уставни измени, сепак тој може да предвиди политички механизам кој би спречил билатерални условувања надвор од копенхашките критериуми. Според планот на еврокомесарката Кос, кој се очекува да биде усвоен кон крајот на следниот месец, ЕУ треба да се прилагоди на идното проширување преку внатрешни реформи во Унијата, посилни заштитни механизми против назадувањето на демократијата во новите земји членки, како и поамбициозен пристап кон постепената интеграција за земјите кандидатки. Националните радиодифузери, членки на Македонската медиумска асоциација и јавниот сервис Македонска радиотелевизија во писмено соопштение информираат дека се сериозно вознемирени од индициите, дека соработењето на неколку нови телевизиски сервиси кои се креирани од српски компании блиски до државата се заобиколуваат и злоупотребуваат македонските закони.
Асоциација и Македонската радиотелевизија имаат материјални докази дека спортските канали Арена М1, М2 и М3 премиум подолг период работат без домашна дозвола, а нашиот регулатор, Агенцијата за аудио-визуелни медиумски услуги, на волшебен начин ги третира како странски програмски сервиси кои се реемитуваат во Македонија, иако продукцијата, новинарите, коментаторите и гостите се во Скопје. Студиските емисии се произведуваат тука, а програмата се емитува на македонски јазик. Дополнително, во евиденцијата на српскиот регулатор РЕМ, каналите Арена М1, М2 и М3 премиум не постојат, што значи не се домицилни српски канали, стои во соопштението. ММА и МРТ бараат органите на истрагата како и референтните институции да утврдат дали со ваквото постапување е заобиколена законската обврска за дозвола, дали е причинета штета на буџетот со неплаќање на лиценца и дали постои одговорност кај сопствениците, одговорните лица на ТВ сервисите, како и кај службениците на АВМУ. ММА и МРТ нема да дозволат истиот модел на евентуалното изигрување на законот да биде применет и за најавениот Euronews Македонија, односно АВМУ да го третира како странски сервис, на начин сличен на Арена премиум каналите, како што најавуваат нивните сопственици и структури од Белград. Без законието кое денес се толерира како исклучок, утре може да стане правило. Стои во соопштението во кое ММА и МРТ најавуваат соодветни поднесоци до јавното обвинителство и МВР, за да се испита постапувањето и евентуалната одговорност на надлежните лица во АВМУ. Од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги пак велат дека овие програмски сервиси се реемитуваат во земјава и отфрлаат дека со своето постапување возможиле за обиколување на законските обврски или дека постои каква било незаконитост во постапувањето на агенцијата и незините службени лица во однос на третирањето на програмските сервиси Арена, М1, М2 и М3 премиум. Предметните програмски сервиси се третираат како странски програмски сервиси кои се реемитуваат, а не како домашни телевизиски сервиси што емитуваат програма на територијата на државата, имајќи предвид дека нивниот изворен сигнал не се емитува на територијата на Македонија, наведуваат од АВМУ. Започна да важи мерката училишна кошничка. Од денеска низ книжарниците може да се забележат намалени цени на училишниот прибор за 10%. Од економија најавуваат дека од понеделник пазарниот инспекторат ќе излезе на терен и доколку има неправилности или мерката не се почитува, ќе следуваат и казни за трговците. Сандра Спасовска. Почна примината на владината мерка училишна кошничка. Ранците, тетратките, блоковите, колажи, молеви, пенкала, боички, фломастери, острелки, гуми, футроли, лепила, папки и дигитрони. Односно сите неопходни материјали за почетокот на новата учебна година од денеска во книжарниците се продаваат со попуст. По објавувањето на одлуката во службен весник, министерот за економија Бесар Дурмиши вели, трговците ќе имаат неколку дена да се прилагодат и да ги променат цените. Од понеделник стартуваат контролите. Доколку ДПИ утврди непочитување или злоупотреба на одлуката, ќе има соодветни казни. Мерката е донесена во седница на влада и заедно со Државниот пазарен инспекторат ќе излеземе на терен и ќе ги мониторираме, односно ќе ги контролираме сите книжари и сите маркети или трговски каде што се продават овој вид на производи. Таму каде што ќе обележуваме дека не се почитува мерката или се злоупотребува, нормално дека според во рамки на законот Државен пазарен инспекторат ќе постапува. Со мерката која ќе важи до крајот на месец септември, трговците на големо се задолжени цените на училишниот прибор да ги намалат најмалку 10, додека пак оние на мало се задолжени да обезбедат попуст од најмалку 15%. Трговците се должни покрај новата намалена цена да ја прикажат и старата цена која важела на 1 јуни 2026 година, бидејќи токму оваа цена е онаа базична врз која се пресметува намалувањето.
Во септември, засилени контроли дурмиши најави и кај цените на храната. Растот на цената на горивата очекува да влијае на другите цени, но засега вели инфлацијата е стабилна и 2 месеци поред имаме намалување на цените на храната. Доколку инспекторите забележат девијантно однесување, вели како надлежно министерство веднаш ќе реагираат. Пожарот кој денеска избувнал во Тетово моментално е ставен под контрола, информираше Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов, според кого била избегната голема катастрофа. Во угаснењето на пожарот и полицискиот хеликоптер кој во 9 наврати фрлил вода кон огнените јазици. Тежок пожар денес околу 11 часот изби над православните гробишта во Тетово. Пожарот се појави помеѓу овие неколку куќи, веднаш потоа се проширил кон блиската шума во насока на Тетовското кале, благодарение на брзата интервенција на тетовските пожарникари, но и брзата подршка на полицискиот хеликоптер, кој што со прецизно фрлање на водата во 9 наврати успеале да го сопрат огнот, кој што сега е по целосна контрола. Од горната страна тргнаа тетовски пожарникари, кои што со напртњачи и метли ќе се обидат да го доизгаснат. Избегната е голема катастрофа. Овој пожар имал потенцијал да направи голема беја затоа што наоколу има многу куќи. Завршен е стручниот надзор за случајот со 19-годишната Станка Михајлова од Струмица, која по породувањето остана во инвалидска количка. Резултатите засега не се објавуваат во јавноста. Министерот за здравство Сашо Клековски најави дека лично ќе ја посети Станка во болница пред тие да бидат соопштени. Таа во моментот е на рехабилитација, лекувањето го покрива незиното семејство. Детали од Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Завршен е стручниот надзор со родилката од Струмица, која по пораѓајот останала во инвалидска количка, потврди министерот за здравство Сашо Клековски. Резултатите од стручниот надзор се уште не се за јавност, потенцира Клековски, кој сака да ја посети прво 19-годишната Станка Михајлова во болница. Јас сакам да ја посетам пациентката лично во текот на следната недела, бидејќи повеќе фокусирано на што понатаму отколку кон минатото, и тогаш ќе побарам дозвола од пациентката за соопштување на делови од стручен надзор, бидејќи сепак се работи за лични податоци. Роднините на Станка за Канал 5 објаснија дека таа е на лекување во болницата за рехабилитација Козле. За сега дел од лекувањето го плаќаат и се уште не го добиле извештајот од стручниот надзор на комисијата, формирана од Министерството за здравство, каде, освен домашни доктори специјалисти по неврологија, анестезиологија, гинекологија, радиологија, неврохирургија, има и експерти надвор од Македонија. Онако имаше подобрување, до сега ќе ти беше дома пред да се знае дека нема подобрување. И дојдов да и купам пемперзи, лекарства, те на приватно, све на приватно, да ја однесам, требало протеинска храна ми барат. Семејството на 19-годишната родилка од Струмичко Баница реагираа дека жената по царски рез во Штипската болница не можела да оди. Според информации до кои дојде Канал 5 е дека имало пропусти во целата процедура во делот на препраќање на пациентката во Штипската болница, бидејќи во Струмичката болница не бил повикан анестезиологот. Потпишан договор за градба на гасоводот со Србија вреден 29,4 милиони евра. Потпис на него денеска во владата ставија директорот на АД Номагас Недим Рама и директорот на Рапид Билд Тони Карамфиловски. Со потпишување на договорот, проектот влегува во фаза на конкретна реализација и јасни обврски. Интерконекторот со Србија е тесно поврзан со работата што веќе ја реализираме кон Грција. Интерконекторот со Грција го создава новиот Јужен влез и обезбедува пристап до трансјадранскиот гасовод, до терминалите за течен природен газ и до повеќе избори на снабдување. Врските со Србија го продолжува овој правец кон север, кон пазарите на Централна Европа. Ние сме држава која што не излегува на море и со вакви проекти, кога се поврзуваме со пристаништа, во случајов како што е терминалот Александрополи, кога се поврзувавме со Солунското пристаниште, со продуктоводот и нашата рафинерија Окта,
кога градиме интерконектори во делот на снабдувањето со електрична енергија, поврзување со нашите соседи, ние на тој начин ја подобруваме и нашата геостратешка положба како држава. Така што овие проекти имаат огромно регионално, па и би рекол пошироко геостратешко значење. Хималајското цунами остави пустош во Непал и Тибет. Најмалку 300 загинати, 1500 луѓе се водат како исчезнати по катастрофалните поплави и одрони. Спасувачите и натаму трагаат по преживеани, додека меѓу исчезнатите се стотици странски туристи од 33 држави. Повеќе од Гоце. По рекламите гледајте Вести Плюс, имајте убава вечер.